По вчерашниот инцидент кога агресивно куче нападна 8 лица во централното градско подрачје, секторот за инспекциски надзор ќе покрене иницијатива за пронаоѓање на сопственикот до СВР Куманово и покренување постапка пред основното јавно обвинителство, рече на денешната седница на Советот раководителот Бобан Бојковски. Како што информираше раководителот, иницијативата ќе биде поднесена врз основа на официјалното стручно известување од ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков, кој е задолжен за третирање на бездомни кучиња во Куманово. Според извештајот, заловеното куче азијат тешко околу 70 килограми е сместено и ставено под обсервација. Кај кучето е констатирано дека не е микрочипирано и нема познат сопственик, рече Бојковски. Кај кучето претходно е констатирано дека не е микрочипирано и нема познат сопственик. По наше мислење, кучето од расата средноазијатски овчар, азијат, е со сопственик, од кое или побегнато, или пак е напуштено од самиот сопственик, заради што се има случајно и немилиот настан за напаѓање и каснување на група граѓани во самиот центар на град Куманово. Бараме да се изврши постапка на утврдување на сопственикот на кучето, со што би спречили понатамошни инциденти од овој карактер. Нашето барање го темелиме на констатација дека во соработка со сите здруженија за заштита на домашни и бездомни животни, како и комунални инспектори во последните 2 месеца, немаме сличен случај и пријава за ваков вид на куче. Исто така, барањето го темелиме на тоа што кај кучето се извршени сечење на уши и опаш, со што се докажува дека кучето имало сопственик. Се надеваме дека ќе одговорите на наше барање за брзо откривање на сопственик на кучето, со што ќе се спречи понатамошни слични немили настани од овој карактер. Значи, ние врз основа на ово известување ќе го доставиме, ќе покренеме иницијатива пред МВР СВР Куманово за пронаоѓање на ваков сопственик и понатаму да се преземат сите мерки со закон за благосостојба на животни. Бојковски најави дека деновиве комунален редар од секторот за инспекциски надзор и надлежен од Тодор Велков ќе бидат во близина на училиштата, истите кучиња што таму ќе бидат забележани ќе бидат заловени. Согласно закон за благосостојба на животни, да, секој сопственик на домашно милиниче потребно е да отиде во сточарско ветеринарен центар Тодор Велков да изврши чипирање, таму ќе се исто така ќе биде и вакцинирано тоа куче и така натаму. Општина Куманово, односно сектор за инспекцијски надзор, комунална инспекција, единствено, согласно закон за благосостојба на животни, може да делува ако сопственик на домашно милиниче на врата нема истакнато пази куче или таков некој надпис. Понатаму, доколку куче не се вози на повез кога ќе се шета и доколку е опасно куче, значи да тоа биде водено од страна на полнолетно лице и да има заштитна маска тоа куче. Значи само во овие 3 сегменти општина Куманово има надлежност. Останато за благосостојба на животни се надлежни инспектори од Агенција за храна и ветеринарство. Дел од советниците сметаа дека нечипираните и невакцинираните противбеснило кучиња не треба да бидат третирани во ветеринарно-сточарски центар, дека со ребаланс на буџетот треба да се одвојат дополнителни средства за заловување на бездомни кучиња и дека проблемот треба системски да се реши. Општината врши само контрола на бездомните кучиња. Исто така ме загрижува и податокот кој што го кажавте сега дека за ваква дејност во 2022 година, предпоставам по некои инерции во претходните години, општината има издвоено 1.200.000 денари за заловување на бездомни кучиња и согласно законот за благосостојба на животни, третирање така како што е предвидено. И сега не сакам да звучам ироничен во цела ова работа, ова не се однесува на вас. Ако ние како совет во развојната програма сме донеле одлука да направиме катче за забава на тие домашни милиничиња, кој што чини половина од оваа сума со која што вие зборувате, која што треба да ги штити граѓаните од, не дај Боже, состојби како што се случија сега, не може со ништо да се оправда. Ниту со тоа дека некој друг има обврски, ниту дека некоја друга институција во државата е над. Проблемот е наш. Ние живееме во овој град, ние сме Совет на општина Куманово, ние сме органот кој што треба врз основа на вашиве препораки, врз основа на фактичката состојба што имаме во градот, врз основа на пресметаниот ризик, да носиме брзи, конкретни одлуки со кои што тој проблем ќе се реши. Сметам дека главниот проблем кај нас е менталитетот на луѓето, односно
никој голем број од граѓани не ги чипираат кучињата, што значи не се внесени во систем. Не мора само во Тодор Велков да се чипираат, може во било која ветеринарна станица, каде што сметам дека би требало во ветеринарните станици, дали приватни, дали ова што е Тодор Велков, да не ги примаат на третман и да не ги примаат воопшто на лекување кучиња кои што нема да бидат чипирани. Тоа да биде како прва бариера, според мене сметам. И, значи, исто така, сметам дека голем број од граѓани не исполнуваат ни законската обврска да ги вакцинираат против бестилност секоја година. Според мене, сметам дека треба да се направи измена во законот и да се направи да секој што чува куче дома, значи да се направи во толкова и толкова просторија или куќа, може да чува едно големо, две мали, да се ограничи, значи колку не може да чува некој по 5-10 во стан. Значи тоа да се ограничи на бројка. Второ да се значи секојаш да мора да бидат чипирани, да мора да бидат вакцинирани, да бидат регистрирани. Доколку некој сака да одледува и да размножува кучиња, да биде регистриран како одледувач на кучиња и само тој да има право да ги продава. Сите што ќе земат кучиња да треба да ги законски стерилизираат. Заловувањето на бездомни кучиња на подрачјето на Куманово се врши согласно планот, потенцира Бојковски, посочувајќи дека општината има издвоено 1.200.000 денари за заловување на кучиња. Инаку инциденти од ваков или сличен карактер граѓаните може да пријават во Центарот за управување со кризи на бројот 112 и во секторот за инспекциски надзор на бројот 031 414 375.